Македонското еколошко друштво распиша надпревара за фотографии, каде што всушност фокусот се става на сточарите и пасиштата со оглед на тоа дека 2026 е меѓународна година токму на сточарите и на пасиштата. Кои се самите правила за учество на овој фотонадпревар? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка Сара Крстевска од Македонското еколошко друштво. Да и посакаме добро утро. Добро утро. Прво благодарам на поканата. Многу ми е драго што денес ќе зборуваме за една ваква убава работа како што е фотоконкурсот. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Прво би сакала да кажам како настана идејата за овој фотоконкурс. Секоја година Македонското еколошко друштво произведува календари. Меѓутоа, оваа година, како што спомна и ти, е меѓународна година на пасиште и на сточари, па така произлезе идејата токму темата да биде пасиште и сточарство. Зошто е шара, односно Шара Кораб Коретник и Маврова? Заради тоа што е еден многу исклучително важен регион за каде што ги има пасиштата во нашата држава и се уште се практикува тоа традиционално сточарство. Еве веќе кога ги напоменавте планинските масиви, целта всушност е фотографиите да ги опфаќаат и нив. Колку всушност овие планински масиви се значајни во еколошка смисла? Премногу. За жал кај нас пасиштата се најчесто многу потценет екосистем, можам да кажам, иако се еден од најбогатите извори на биодиверзитет. И е многу важно, како што кажав, Шара, самиот регион и Маврово, двата се национални паркови, тоа го знаеме, што значи дека се од исклучително значење за биолошката разновидност. И многу е важно што овие пасишта баш се одржувани од човекот. И тука сакаме да го пренесеме тој момент дека повеќе е наративот насочен, нели, секојаш кон човекот ја уништува природата, меѓутоа тука е различно, тука човекот ја одржува природата и е многу важен фактор во здравите пасишта. Кои се оние останати правила кои што треба да се следат за да нели заинтересираните да бидат дел од овој фотонадпревар, но воедно и да бидат победници? Во овој надпревар конкретно прво да кажам дека нема баш победници. Тука има 12 избрани фотографии кои што ќе бидат дел од календарот на Македонското еколошко друштво кој се произведува за 2027 година. Исто така овој надпревар понатаму ќе организира изложба со сите победнички фотографии која што ќе биде прикажана насекаде во регионот и исто така ќе биде прикажана и во Косово и во Албанија, затоа што паралелно се одржуваат и таму вакви изложби заради тоа што цел тој масив планински е уствари прекограничен и го делиме со Албанија и Косово, па од таму идејата е и за прекогранична соработка за проширување на хоризонтите и опфаќање баш на цел тој предел. Дали учесниците мора да бидат професионални фотографи или пак можеби оние кои што има хоби на некој начин ја сакаат фотографијата и уживаат во самото фотографирање на природата? Апсолутно не, ги повикуваме сите аматери, рекреативци, професионалци. Нашата идеја е пред се човекот да излезе во природа и да преку фотографија емотивно да ја пренесе приказната на пасиштата и на сточарите. Тоа е целта и се разбира подигнување на свеста на тоа колку се тие важни и колку се убави пејзажи пред се. Ми тоа сакав да ве прашам, не се одржува за прв пат ваков фотонадпревар. Вакви надпревари биле организирани многу пати од страна на Македонското еколошко друштво. Кажете ми од колку во еколошко значење се самите овие надпревари, односно колку служат за да се подигне таа јавна свест како што напоменавте? Сметам дека се доста важни, посебно заради тоа што Македонското еколошко друштво секоја година, како што кажав, конкретно за календарот се трудиме да имаме различна тема. Со тоа што преку тоа ја подигнуваме свеста за одредени екосистеми, различни хабитати, различни животни, растенија, габи без разлика. Мислам дека е доста важно заради тоа што понекогаш ние сме навикнати визуелно да ја гледаме работите и не се толку важни факти и бројки во последно време, туку баш визуелно. Мислам дека луѓето кога фотографираат најчесто не знаат што фотографираат, меѓутоа преку вакви фотоконкурси, каде што понатаму Македонското друштво кога ќе ги обработи фотографиите, понатаму дава и објаснување за истите што е сликано на фотографиите, мислам дека се подигнува доста свеста и се дава информација на луѓето што се може да најдат во нашата држава, е доста значајно.
Верувам дека со самиот овој разговор апелиравме до нашите гледачи да бидат дел од овој фотонадпревар доколку се заинтересирани, но ево уште еднаш ќе оставам на вас да упатите и вие апел како дел од Македонското еколошко друштво, воедно и да кажеме таа временска рамка од кога до кога трае самото пријавување и воедно самото учество во овој надпревар. Па вака, надпреварот, како што кажавте, е отворен веќе од 1 април и истиот трае до 30 септември оваа година. Секој учесник може да поднесе најмногу до 5 фотографии. Апсолутно ги охрабруваме да праќаат фотографии не само од 2026 година, туку од било кога. И се разбира од сите годишни времиња за да се покаже живописноста на пасиштата. Исто така може да се поднесуваат фотографии со животни, растенија, сточарски практики, апсолутно, така да секој кој што е влюбен во природата го охрабруваме да излезе, да направи добри фотографии и да ни ги испрати. Ви благодарам многу за одвоеното време и за можноста да го најавиме овој надпревар во нашата утринска емисија. Ви благодарам и вас и се надевам дека ќе добиеме многу фотографии. Благодарам уште еднаш. Пред самиот крај, со оглед на тоа дека говоревме на една убава, позитивна тема, верувам, ќе апелирам до нашите гледачи кој е влюбеник во природата, која сака самата фотографија и хоби му е на некој начин да фотографира. Верувам дека ова е всушност шанса за таквите лица и дека ова е шанса да бидат дел од ваквиот фотонадпревар и да се истакнат со најдобрата фотографија која што ги покрива природните убавини на нашата земја.